и почнуваат нов поредок на светот. Тоа некаде околу 18 век. Пред 18 век почнуваат веќе такви работи да се размислуваат и се формираат некаде околу 18 век почнуваат да ги формираат новите држави на Македонскиот полуостров и ќе видиме дека доста држави се направени на овој Македонски полуостров кои ги нема во Библијата. Никој не се прашува како тоа, ако тие постоеле од не знам од кога, тогаш би морало во Библијата за нив да пишуваме, нив ги нема. Тамо За разлика од Македонија која е спомната 38 пати е спомната во Библијата. 38 пати, да. И не е ни случајно дека македонец на Павле му дошол на сон да оди во Македонија и помогне им. И не е ни случајно зашто 16-9 се вика нова енергија што се појавува на македонската сцена. Па сега за да го владат тоа почнуваат нивата на Александар и на Филип да сечат. И од незе прават повише држави со нови јазици кои се изработени во Виена. И така да денеска ево што имаме ситуација на Балканот. Значи Грција, Албанија и не знам наше окружување. 1832 година е формирана нова грчка вештачка држава на Балканот. Таа грчка држава е формирана со декрет. Едно 500.000 народ. Со 500.000 народ е формиран. Со увезен крал. Кралот од Германија со Ото први. Со околу 27.000 така наречени германци, одродени македонци, ја формираат Грција и најеминентниот и најпознатиот германски писател во тоа време, кој доаѓа со царот, со тој кралот Ото први на островот Мореја, пишува дека овдека, вика, ако ги барате хелените, вика, тие не постојат, вика, тие тука се од корнати, вика, исечени со срп и од корнати, вика, со мотика. Во денешниме, вика, Грци, вика, не тече ни една капка хеленска крв. И сега се прашуваме, зашто зборуваме ние? Овие се нов народ, еден вештачки народ. Така, за бугарите, исто со Фердинанд први е формирана Бугарија, 1878 година. Подоцна од Грција. 1919-12 година е формирана Албанија. 1878 година е формирана Србија. Така да ние точно знаеме дефинирано све и ќе видиме дека Грција пред 1932 година си славеше 100 годишница од нивното постоење. Можете ни сите весници да видите тоа. И сега една таква држава, која е вештачка држава, творение на Балканот, претендира си бара да Македонија си го смени името, која со векови на овие простори живее и се што е направено на земјина топка потекнува од македонците, тие го направија. И сега овие одродените народи кои присилно се приморани да се викаат Грци и така натака, тие денеска бараат да Македонија да си го промени името. И сега се прашуваме како е тоа можно. И онда гледаме кој постои позади тоа. И ќе установиме дека Грција е продолжена рака на енглеска. Значи енглезите бараат Македонија да си го смени името. Фактички Европа. И ќе видиме кои се пријатели на Грција. Се јавуваат французите, па се појавува и германците. По Меркел вика мора да разговараме за името. Не е тема сега разговор проблемот на егејците. Од една ситуација која што гледана од наша перспектива беше многу чиста, изработена максимално честно и поштено, ни се случи Букурешт, каде што видовме всушност што се случува. Ни се случи нешто што беше некаков колективен македонски шок, меѓутоа истовремено они не се свесни што направија. Повторуваме тоа многу често во Македонија. Значи една огромна иницијација која на нашиот народ веројатно треба да му се случи после такви шокантни настани. 1832 година кога формира Грција, таа беше на полуостровот Мореја направен и тука тие не може да живеат. Тамо е камен, тамо нема ништо просперитет. Европа нон-стоп ја финансира на Грција. 1881 година ја припоја Тесалија, за да живеат малце подобро, за да се придобие со народ. 1919-20 година одлучуваат да го приклучат и делот од Македонија.
значи срцето на Македонија да го откорнат. И тука со озимање на тој дел, Македонија е ампутирана, што се вика, едната нога. И што се случува, главниот град на Македонија во тоа време, кој останал, од сите страни веќе сечеа они, големите сили сечеа, држави правеа, и остана само овој дел после повлекување на османлиите. Срцето само. А да, остана само срцето. Да. Кој е нон-стоп, тоа е фактички изворот, каде што често како они да ја мутат водата, таа стално се избиструва. На изворот секогаш ќе тече чиста вода. Така да едно време може да биде матна, ама пак се прочистува. Така да на крајот останува овој дел останува и повлекувањето на турците кои ги пресилија тие, огромен вакуум празен кој они немат намера да го прават Македонија. И затоа и од секоја еден дел тоа направи Албанија. Тогаш е формирана за прв пат 1912 година е формирана албанската држава. И сега од тоа што останало од срцето, еве излегува, не знам дали после 300 години, меѓутоа по вашиве теории може би сме тука некаде, ама излегува повторно една нова енергија на која не се надева и не ја очекува. Што правиме сега? Видите, ние мораме да се браниме. Ние сме и заслужиле од светот да не признае како македонци, затоа што многу има направено за овој свет. И ние имаме задолжено светот. Да. Во случај ние кога си го промениме името кој што бара Европа од нас, затоа што тоа Грција не го бара. Грција не би можела сама да го бара. Не може да го бара, Грција цел свет знае дека е вештачка држава. Так. Меѓутоа тоа некој друго бара позади неа, не рековме кој стои позади неа, цела Европа и начело со Енглеска. Да. Тие тоа го бараат за еднош конечно Македонија да снема од земјинава карта. Тоа им е целта. Тие тоа го работат веќе 200 години. И након 200 години сигурно не сакаат да признаат пораз, дека ние толку мал народ не им се предаваме. Ако нешто нашиот народ сака да каже како позитивно во цела оваа негативна конотација дека барем Америка и Буш застанаа зад Македонија. Бе така викаат, ама изгледа дека не е така. Видите што се работи. Јас ќе те признам тебе како македонец, меѓутоа ако ти си го смениш името, јас не можам ништо да кажам. За јас да не излезам криви дека сум ти го сменил името. Меѓутоа што викаат американците? Американците викаат разговарате со грците, решете си го споро со грците за името. Така, и се почесто така ни викаат во последно време. Еве, затоа па во меѓувреме од овде се појавуваат некои нови иницијативи како резултат на таа веројатно ново откриена наша македонска енергија и толку можеме... Па гледате сега, например, нашиот председател Никола Груевски, премиер, извините, премиерот, да, председателот Бранко, премиерот побара за македонските имоти. Так. Нели, прашање беше и тој го подкрена ова прашање. Меѓутоа, слушате, тие не треба да не ги враќаат имотите. Имотите се наши, се на македонци. Јас сум еден од тие кој е протеран од огнишето. Тој имот не може никој да ми го земи, они го користат. Меѓутоа, ние имаме право да си бараме пред Европскиот суд, да бараме тие за 60 години што го користеле мојот имот и на другите македонци, да ни платат оштета, да не обештетат. Тоа ние подхитно ќе го направиме, у кратко време, за да не исплатат. И секоја година они кои не плаќаат, ќе ги кошта грците и Европа многу повише. Така да ние нема да попуштиме. Кога може на евреите да ги исплатат, ќе бараме и нас да не исплатат, затоа што ние имаме права. Нема да мислат дека ние не знаеме човечките права кои се. И ние ќе си ги бараме. Ќе трае тоа малце, ама и ние ќе ги добиеме сигурно на суд. Конечно, во оваа држава ми се чини дека сите луѓе како вас, не само за имотите, не само за тие материјални права, никој вас не може да ви исплати таа психичка надомест за такви трауми што сте ги доживувале по разни домови за деца без родители. На оние кои се бореле против фашизмот, оние кои убивале македонци, илјадници, цела Европа си ги испрлија рацете со крв македонска. И ние сега да им дадеме на нив да они триумфираат пред нас македонците. Па тоа ние нема да дозволиме, да знаат дека Македонија секогаш раѓала патриоти и ќе раѓа.
особено ако треба, како во вакви моменти, а свесни сме сите дека треба. Да. Ми се чини дека Македонија се држи се уште и е жива. Срцето, тоа што го спомнавме, пулсира и се уште чука само на енергијата на такви луѓе. Да. Во тоа име, нека биде тоа и крајот на денешниот Македониум. Фала ви многу. Дека не има, ќе не има и додека нели последниот однос е овде. Вечни сме. Ќе чука тоа срце македонско. Осудната година за нас македонците, ако издржиме до крајот на годинава, верувајте ми дека сме вечни.